Централен дневник на К1. Добро вечер. Ги одбројуваме последните денови од кампањата за локалните избори кои треба да се одржат на 15 октомври. Политичарите и овие денови активни, меѓу граѓаните ја презентираат својата програма. Што се беше актуелно денеска и што ќе погледнете во дневникот, останете заедно со нас. Почнуваме веднаш по најавите. Предпоследни денови од изборната кампања, политичките партии се поактивни на терен. Македонија денеска го чествува 11 октомври, почетокот на антифашистичкото востание. 17 лица загинаа, 150 се водат како исчезнати во пожарите во Калифорнија. Зголемениот број на возила во општина Велес го наметнува еден од клучните приоритети, а тоа е обезбедување на нови паркинг простори за автомобилите, рече денеска Славчо Чадиев, кандидат за градоначалник за Велес од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, презентирајќи го новиот проект монтажен паркинг до автобуска станица Велес. Монтажен паркинг и автобуска станица Велес е новиот проект кој денеска го презентираше кандидатот за градоначалник на општина Велес од ВМРО ДПМН Славчо Чадиев. Ова е уште еден клучен проект од програмата Нова ера за Велес, со кој ќе се реши сообраќајниот метеж во градот, потенцира Чадиев. Со новиот монтажен паркинг, бројот на паркинг места од постоечките 100 ќе се зголеми на 200 паркинг места. Новиот монтажен паркинг ќе биде изграден од челична конструкција со еколошки материјали. Оваа локација не е случајно избрана. Проценивме дека од овде до центарот на градот, до банките, до судот, градскиот пазар, автобуската станица и другите институции се стигнува многу брзо. Вредноста на овој проект изнесува 20 милиони денари. Средствата ќе бидат обезбедени од општинската каса. Чадиев потсети дека во изминатиот 4 годишен мандат локалната власт на ВМРО ДПМН создаде вкупно 643 нови паркинг простори на повеќе локации во градот. Велес мора да го следи примерот на големите урбани центри. Тоа го наложува развојот на градот во овие изминати неколку години. Затоа во наредниот 4-годишен период локалната самоуправа предводена од ВМРО ДПМН ќе го реализира проектот Обиколница за град Велес, рече Александар Колев, носител на советничката листа на ВМРО ДПМН за Велес. Ова е еден од најголемите проекти во изборната програма Нова ера за Велес, потенцира Колев. Еден од најголемите капитални проекти во изборната програма на Нова ера за Велес е проектот Обиколница за град Велес. Ова го најави денеска носителот на советничката листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Александар Колев. Тој посочува дека Велес мора да го следи примерот на големите урбани центри. Обиколницата ќе започне да се гради во населбата Превалец, потоа ќе се спои со делумно изградената делница од патот Велес-Прилеп, која ќе се реконструира и на крај ќе се поврзе со улицата Вардарска на излезот од градот пред мостот на Башино село. Предвидено е обиколницата да има 4 приклучоци. Колев потенцира дека со реализација на овој проект ќе се придонесе за развој на индустријскиот дел на градот, како и развој на ново предвидената населба за домување Гровот, која што е предвидена во новиот генерален урбанистички план. Ваквите проекти значат многу на долг рок. Обиколницата практично ќе го дефинира сообраќајот за во наредните неколку децении. Токму добрите политики и визионерството ги издвојува политичките партии една од друга. Тоа е она што не разликува нас во ВМРО ДПМН и коалицијата од останатите политички партии. Со реализацијата на овој капитален проект ќе се овозможи инфраструктурно поврзување на градот со индустријските капацитети, но и значително ќе се олесни пристапот како за бизнис заедницата, така и за граѓаните, вели Колев.
Реконструкција на спортскиот центар Јасмин, изградба на трим патека и обнова на тревата на фудбалското игралиште, изградба на скейт парк, лизгалиште од отворен тип, дополнување на градскиот базен со аквапарк. Ова се само дел од проектите кои ги вети кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за Кавадарци Митко Јанчев во врска со развој на спортот. Моќно средство за човековиот развој е развивањето на спортот и физичката култура. Нивното редовно и секојдневно практикување е природна потреба за нормален психофизички развој на човекот. Спортот и физичката култура директно влијаат во спречување на појава на телесни деформитети, особено кај децата од училишна и предучилишна возраст, рече на пресконференција кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Митко Јанчев, најавувајќи го проектот за реконструкција на спортскиот центар Јасмин. Во нашата програма на ВМРО ДПМН и јас кандидат за градоначалник Митко Јанчев имам предвидено комплетна реконструкција на спортска сала Јасмин, доградба на трим патека на игралиштето, средување на игралиштето, затворен базен или изгалиште. Сегаш работа, сегаш Македонија. За убаво Кавадарци на прво место. Јанчев додаде дека ВМРО ДПМН и во наредните 4 години од практикувањето на локалната власт силно ќе се фокусира на создавање на услови за спортување на целата територија на општината. Нов паркинг простор и 3 кружни текови во Неготино се дел од низата проекти предвидени во предизборната програма на кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН за Неготино Златко Пенков. Златко Пенков, кандидат за градоначалник на општина Неготино од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, на пресконференција денеска рече дека во неговата изборна програма има проекти со чија реализација ќе се решат сообраќајните проблеми. Тој најавува изградба на паркинг простор во центарот на градот. И затоа јас и мојот тим ќе обезбедиме дополнителни паркинг места во градот, а ќе ја разгледаме и можноста за воведување на зонско паркирање во централното градско подрачје, со што ќе видно ќе се стави ред во регулацијата на сообраќајот. Пенко вели дека во наредните 4 години планира изградба на 3 кружни текови, на влезот во центарот и на излезот од Неготино. Со изградба на овие кружни текови ќе дојде до полесно одвивање на сообраќајот во центарот на градот, како и полесно и побезбедно вклучување на сите учесници во сообраќајот на излезот кон Кавадарци и влезот во Неготино од двете страни на градот, со можности за приклучување на улица Индустријска, наменета за движење на тешки товарни возила. Барајќи ја довербата од граѓаните, Пенко вели дека со домаќинско работење сите овие проекти ќе бидат реализирани. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Неготино на денешната пресконференција рекоа дека кандидатот на СДСМ Тони Делков нема соодветно образование и човек со матно минато. Тој бил еден од главните кога започнал процесот на пропаѓање на фабриката за кабли ФЕМ Неготино и 900 лица останале без работа. Затоа народот нема да дозволи со Неготино да раководат сомнителни кадри на СДСМ, рече председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Неготино Игор Јованов. СДС за градоначалник на Неготино ни нуди човек со средно образование, кој својата кариера ја започнал како работник во фабриката за кабли ФЕМ Неготино, и тоа баш во време на матната транзиција. Ова го истакна на пресконференција председателот на Унијата на млади сили на Неготино Игор Јованов, кој обвини дека кандидатот за градоначалник Тони Делков во текот на неговото работење за кратко време бил назначен како главен во соработката со Косово во време кога започнал процесот на пропаѓање на фабриката за кабли. Кандидатот за градоначалник од СДС Тони Делков денес со гордост зборува за неговите две фирми. Повторувам, не една, две сопствени фирми кои наводно имале поголем обрат од општина Неготино и вработени кои земале по 500 евра плата. Нека излезе и пред сите, нека каже колку вработени има во неговите две фирми. Двајца, меѓу кои едниот и самиот тој. Од една страна имаме речиси 900 семејства останати без работа, а од друга страна имаме човек кој се фали дека е успешен бизнисмен, најверојатно поради тоа што добро си поминал во времето на матната приватизација на фабриката за кабли. Затоа народот нема да дозволи со Неготино да раководат сомнителни кадри на СДС, потенцираше Јованов.
Активисти на ВМРО ДПМН во вечерните часови расфрлале памфлети кои содржале невестините информации. Со вакво обвинување излезе денеска Аце Коцевски, кандидатот за градоначалник за Велес од коалицијата предводена од СДСМ. Аце Коцевски, кандидат за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од СДСМ, рече дека изминатите 2 дена активисти на ВМРО ДПМН во вечерните часови расфрлале памфлети кои содржале невистините информации. Коцевски вели дека истите биле платени со народни пари, а тој ќе поднесел кривични пријави до надлежните институции. Сакам да ви кажам дека мене совеста ми е чиста, дека јас во изминатите 8,5 години не сум извршувал ни една јавна функција. Во изминатите 8,5 години тие беа на власт и на локално и на централно ниво и сами се свесни дека тоа што го пишуваат нема никаква основа, затоа што доколку имало и грам вистина, досега полицијата, јавното обвинителство, судовите ќе преземеле соодветни мерки против мене. Ваквите активности ја покажуваат слабоста на ВМРО ДПМН и очајничките обиди за спас, вели Коцевски, акцентирајќи дека на денот кога се одбележува победата над фашизмот, неговите партиски противници се служеле со фашистички методи. Нивното време помина, промените ќе бидат заокружени како на централно, така и на локално ниво на 15 октомври. Затоа ве повикувам со чиста совест и здрав разум, масовно да излезете на вашите гласачки места, да го дадете вашиот глас за тие што мислите дека ја заслужуваат вашата доверба. Коцевски апелира на 15 октомври граѓаните да гласаат со чиста совест и здрав разум за поубав живот во Велес. Реконструкцијата на надградбата и доградбата на зградата на поранешниот хотел Интернационал во центарот на Велес тема на денешната пресконференција на СДСМ. Весна Стојанова Богоевска, кандидатот за советник од СДСМ, со обвинувања кон градоначалникот Чадиев. Тие бараат јавно да се објасни постапката за ваквата, како што вели, незаконска продажба на објектот. Кога и на кој начин фирмата Макоил ја продала зградата на поранешниот хотел Интернационал? Кој е новиот собственик и дали е платен данокот на промет на недвижности? Овие прашања до градоначалникот Славчо Чадиев ги постави кандидатот за советник од СДСМ Весна Стојанова Богоевска. Според кој законски пропис е извршена пренамена на просторот за трговија, за деловни простории и за станови, бидејќи со постоечкиот детален урбанистички план за централното градско подрачје, намената на зградата на хотелот Интернационал е само исклучиво за хотелско сместување. Стојанова Богоевска прашува и за дали има студија за сеизмичка заштита на објектот. Ние ја почитуваме презумцијата на невиност. Никој не е виновен додека тоа не се докаже на суд. Но сакаме да потенцираме дека одговорност мора да има за сите. Одговорност ќе има без оглед на позициите, доколку надлежните органи и судови во законските постапки утврдат дека е оштетен јавниот интерес на граѓаните на Велес, рече Стојанова Богоевска. Гасификација градинка нова противпожарна станица се дел од проектите во предизборната програма на СДСМ, кој кандидатот за градоначалник на Кавадарци Битјан Китев на денешната пресконференција ги презентираше. Кандидатот за градоначалник на Кавадарци од коалицијата предводена од СДСМ Битјан Китев најави низа проекти со кои Кавадарци ќе се развива во наредните 4 години. Гасификација, градинка нова противпожарна станица, станови за млади брачни парови и самоохрани родители, затворен пазар и други инфраструктурни проекти. Се дел од она што Китев најавува дека ќе го реализира со помош на централната власт. Како општинска организација на СДСМ од Кавадарци и јас лично како пратеник имаме изградено силни и блиски релации и со премиерот Зоран Заев и со сите министри во новата влада на Република Македонија. Токму тие релации и блиска соработка со владата ќе бидат клучни да овие капитални инфраструктурни проекти во Кавадарци бидат реализирани во соработка и со централната власт. Китев рече дека соработката со владата е суштинска за напредокот на Кавадарци и реализирањето на сите инфраструктурни проекти.
Кандидатот за градоначалник на општина Кавадарци Верица Арсова од политичката партија ТМРО денеска на пресконференција заедно со представници од листата за советници соопштија дел од изборната програма со која го бараат гласот на граѓаните. Граѓаните заслужуваат да живеат во современа општина. Кавадарци мора да се развива. Имаме програма и агенда која нуди решение за сите проблеми на граѓаните, рече денеска на пресконференција Верица Арсова, кандидат за градоначалник на општина Кавадарци од политичката партија ТМРО. Затоа гласај за урбанизирано Кавадарци, за еколошко чисто Кавадарци, гласај за заштита на животната средина, за заштита на социјалните категории на граѓани и за унапредување на младите таленти. Гласај за изградба на нови регионални градинки, за обновување и одржување на зелените површини. Затоа што нашата основна цел е силен поединец, силно општество. Арсова ветува дека таа како градоначалник заедно со советниците од ТМРО ќе работи заедно со граѓаните за поквалитетен живот на сите во Кавадарци, затоа што Кавадарци знае, уме и може. Ќе се залагаме за комунална санација на атмосферската канализација, односно на колекторите во Марена, Глишик и на реката Луда Мара. Ќе се залагаме за водорамност на шахтите со асфалтот, од причини што во Кавадарци нема ниту една шахта што е водорамна со асфалтот. Ќе се залагаме за изградба на велосипедски патеки и за оспособување на тротоарите за млади мајки со колички. Унапредување на спортот, промоција и финансиска поддршка на младите таленти, изградба на велосипедска патека, изградба на старечки дом, како и изградба на нови регионални градинки. Ова се дел од проектите со кои Арсова ја бара поддршката од кавадарчани на локалните избори. Се одвојуваме од политиката, продолжуваме со вести од Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов по повод 11 октомври, денот на народното востание, упати честитка до граѓаните на Република Македонија, во која стои. На 11 октомври 1941 година, пред точно 76 години, Македонија го избра патот на борба против најголемите зла во историјата на човештвото, фашизмот и нацизмот. Свесен дека вистинската слобода за Македонија не може да биде измолена и подарена, туку само со борба освоена, македонскиот народ со сите чеда на Македонија ја започна народно-ослободителната борба. Во оваа борба народот на Македонија се природи и се почувствува слободен да си ја земе судбината во сопствени раце, се наведува во честитката. На овој ден се подсетуваме на нашите партизани кои, чекорејќи по патот кон слободата, се соочија со многу маки и премрежја и притоа покажаа невиден хероизам и искрен патриотизам, стои во честитката од председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Денеска Република Македонија одбележува 76 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Владини и собраниски делегации положија цвеќе пред спомен одбележијата во Прилеп и Куманово, градовите во кои во 1941 година почна народниот отпор против фашизмот. Традиционално по повод празникот во собранието на Република Македонија е врачена државната награда 11 октомври. Годинешни лауреати се музичарот Владко Стефановски, која доби наградата за животно дело во областа на културата и уметноста, и историчарот професор доктор Амет Шериф, кому наградата 11 октомври му се доделува за животно дело во областа на науката и образованието. Организираното востание започна во 1941 година, кога првиот прилепски партизански одред го нападна бугарскиот полициски участок и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, а следниот ден на 12 октомври се огласи и партизаните од Кумановскиот одред. 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнат во Карпашовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Кинеското министерство за надворешни работи апелираше денеска до сите страни да покажат воздржаност за Северна Кореја, откако два бомбардера
1Б на американската армија надлетаа преку Корејскиот полуостров. Портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи на пресконференција рече дека сите страни би требало да се воздржат од провокации едни кон други. Два американски и два јужнокорејски бомбардера пролетаа денеска над Корејскиот полуостров во најнова демонстрација на сила. Вести од светот во продолжение. 17 лица се загинати, а 150 се водат како исчезнати во пожарите во Калифорнија кои се шират со голема брзина, а уништени се околу 1500 објекти, соопшти денеска Државната пожарникарска служба. Пожарот зафатил повеќе од 46.500 хектари земјиште од неделата кога почна да се шири, благодарение на сувото време и силниот ветар. Повеќе од 90.000 домови и фирми во окрузите Синома и Напа се без струја, а газ се прекинат за повеќе од 28.000 домови. Северно од Сан Франциско, огнот целосно уништи куќи во неколку населби. 10.000 луѓе беа приморани на евакуација, а гувернерот на Калифорнија прогласи воредна состојба во окрузите Напа, Сонома и 5 други. Севернокорејски хакери украле големо количество доверливи воени документи, вклучително јужнокорејско-американски планови за уништување на раководството на Северна Кореја, изјави јужнокорејски пратеник. Според Ричел Хи, пратеник на владеачката Демократска партија, кој цитира информации од јужнокорејската армија, изјави за локални медиуми дека 235 ГБ воени документи биле украдени од Центар за податоци за одбраната во септември минатата година. Во дел од нив се анализира како да се следи движење на севернокорејското раководство, како да бидат изолирани нивните скривалишта и да бидат нападнати од воздух пред да бидат уништени. Денеска имавме сончево време со мала облачност, проследено со слаб до умерен ветер, претежно од североисточен правец. Утринската температура се движеше од -1 до 7 степени, а дневната максимална температура достигна до 24 степен. И понатаму продолжува период на сончево време со постудени утра, а дневните температури ќе бидат во покачување. Во сабота метеоролозите најавуваат умерен до засилен северен ветер, кога дневната температура благо ќе опадне, но потоа повторно ќе биде во пораст. Метеоинформациите се последни во централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете и понатаму со К1. Пријатно.